Комичен Мегахерц. Tonight, today, come on! Да, добро вечер! Добар ден, се извинувам надвор. Времето е такво што не се знае кој дел од денот е, но сепак и покрај тоа што е вакво врнежливо времето, вие пуштете си 96,0 и слушајте Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0,0. Значи добар ден и од мене, добро вечер. Вие што не слушате во диаспората, имаме многу што не слушаат, поготоа во Австралија, Мелбурн. Поздрав до таму и исто така поздрав до сите камионџи и таксисти. Мораме тоа да го кажеме, иако времето надвор е депресивно. Ние ќе пробаме да ви го разведриме, да ви го рассончиме овој ден. Драги слушатели, ќе се дружиме некаде околу 50 на минути и се надевам дека ќе уживате. Да, денес как имаме прекрасна музика во нашата емисија. Нина Симон ќе проба да ве расположи со некои побрзи теми. Инаку денеска е 27 ноември, тоа е 331 ден од годината. Според Така Грегоријанскиот календар, значи има уште 34 години за 34 дена. Години реков јас? Години рече, да. Се извинувам, нешто ме понесе атмосферата, ќе сватите покасно зошто. Има уште 34 дена до новата година. Апсолутно, Атанасот секогаш имал чудно сметање на времето, драги слушатели. Атанас смета во времето. Атанас смета во времето. Значи, денеска сме 27 петок, вечерва е представата Име, а 28 сабота е представата Нешто пропуштаме. За предстојниот месец ќе ви прочитам за неколку дена. Значи, вака, ќе ви прочитам сега со следните неколку дена од декември. Значи, 4-12 петок за секого има по една, 5-12 сабота најпопуларната представа за изминатите 2 години веќе ја знаете, Стюардеси, и 7-12 понеделник представата Име повторно, 8-12 вторник е државен празник, ќе видиме што е тоа, ќе си каже само следната недела, ќе читате по медиумите и ќе знаете од мене или од Атанас за нашата емисија. Значи, драги слушатели, ние вчера игравме представата за секого има по една. Многу интересантно беше тоа што во нашата сала имавме некаде околу 400 души, а салата збира 333. Па сега видете вие дали сме ние најпосетуван театар или не сме најпосетуван театар. Вчера атмосферата беше на ниво. Јас сакам да ги поздравам сите убави дами кои вчера присуствуваа на нашата представа. За момците глупо е да ги поздравам, едноставно само ги поздравувам. Поздравувам, да. Благодарност за сите што дојдовте, навистина беше многу интересна атмосферата. Инаку четврток е бесплатен ден за студенти. Така е, така е. Новитет оваа година, знаеш дека кога е врнежливо надвор и така некако ја тераме емисија како Затоа малку да бидеме поведри, ќе викаме и можеби сето ќе биде како што треба. Да, новитет во театар комедија оваа сезона е тоа што можете да ги купите вашите билети по интересна цена од 150 денари во првиот и вториот ред и предпоследниот и последниот ред. А инаку 150 денари чинат билетите за луѓето до 29 години и за пензионери. Значи повторно да не повторувам финтата со пензионера, ако сте вие во таа загрозената група. Благодарам колега Жарко, баш те тестирав дали си тука си. Ако сте во таа загрозена група, се извинувам, најдете некој пензионер, нека ги купи вашите билети и потоа ви може да се раздолжите на било каков начин. Отворањето на емисијата секогаш не звучи како на. За да се каните дејства, ве молам, отворете го пакетчето и за нус појавите на лекот тој. Така. А инаку на денешен ден е роден еден од најголемите гитаристи, дефинитивно најголем гитарист на сите времиња, Џими Хендрикс. Џими the Hendrix, the boy. Кој што не го слушал Џими Хендрикс, уствари новите генерации, не знам да не сакам да ве навредам, но некако со музиката сте ми малку забегани од колосекот. Ве молам, вратете се на корените, ве слушајте го господинот Џими Хендрикс. Ова беа звуците од театар комедија во живо на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. 0,0 комическија мегахерца. Давај как дјалаш, хорошо. Ова беше нашиот Путин кој што нервозно зборува за паднатиот авион. Драги слушатели, значи, ние сега ќе одиме со малку реклами и малку музика од Нина Симон да ве расположиме во врнежливо време, а потоа ќе се вратиме со нашиот гостин, ќе видите кој е тој. Чук-чак. А така. Се враќаме во нашето студио, драги слушатели и гледачи. Искрено не ни бевме нигде. Поздрав до сите пензионери што поминуваат покрај нашето студио. Значи картите не можеме ние да ви ги дадеме, ќе морате да одите на билетарата. Знам, мене ми е се јасно, но ќе морате да одите во билетарата. Добро, ве молам одстапете од нашиот излог сега. Добро, ви благодариме многу. Може би треба од наредната емисија да носиме билети со нас, па ако дојде некој, апсолутно. Може тоа да го направиме. Во наредната емисија кој ќе дојде до нашето студио на Радио Слободна Македонија ќе добие 2 билети за представата што ќе биде следна по
после емисијата. Значи запамтете, следната емисија кој ќе дојде до нашето студио си добива 2 билети и од следната емисија ќе воведеме, драги слушатели, и јавувања. Ќе имаме варијации на теми и разговор на некакви теми. Варијациите на темите ќе бидат Варијабилни во зависност од тоа што ќе зборуваме. И исто така ќе доделуваме билети за нашите представи, драги слушатели. Ако се викаш Биле, билетот за тебе ќе чини 150 денари ако си под 29 години. Фантастично. Добро е ова. Жарко, мислам дека Не време е да го лошо. најавиме джентлменот меѓу актерите. Значи, драги слушатели, имаме во нашето студио е еден од доајените на македонскиот театар. Човекот кој што е зачнат од двајца актери. Значи, актер и актерка се разбира. Неговите родители биле актери. Значи, човекот кој што е Актер. еден од виновниците за создавањето на театар комедија, кој што бил од самиот почеток во театарот комедија во неговото создавање. Драги слушатели, тој е глумец, актер, тој е и магистер по театарска Логика. Театрологија, драги слушатели. Добро, малку да го воведеме гостинот, така е. Значи, со нас во студиото, драги слушатели, е нашиот Ердоган Максу! Здраво! Здраво, Ердо, како си? Одлично, благодарам. Како да не бидам одлично во оваква прекрасна атмосфера? Благодариме. Така, ти Може би благодариме. ја реков дека е джентлмен и не пофали веднаш видео уште од самиот старт. Така е. Ердо, кажи ми вака, сега прво основно прашање, колку време си ти на сцена? Многу, 32 години и неколку месеци. Извини? 32 години и неколку месеци формално, значи што е запишано во работна книжка. Инаку сум од самото раѓање. Па супер, јас и Јатана заедно сме 4 години 20. 32 години. Тоа е бројка за респект. Значи, среќа што во нашиот театар имаме двајца со многу големо искуство, Така како е. сте господинот Ердоган Максут, джентлменот меѓу актерите, и Крсто Јовановски, морам да го спомнам како твој Секако, партнер и човек со кој што делите гримјорна. Така е. Кажи ми, како вие односот со Крсте? Вие дојдовте од различни средини. Ти дојде од турскиот театар, он дојде од струмичкиот театар и се споивте тука да не предводите нас помладите. Тоа е карма, судбина, не знам како се случи. Ние додека бевме студенти се дружевме, тој беше 1 или 2 години пред мене, дипломира, замина за Струмица, јас останав да го завршам факултетот, па потоа да отидам на служење на воената обврска доброволна, што ме натера. Да, за нас е тоа малце непознато. Доброволна што ме натера, ова не е лошо. Значи, мојата војна обврска доброволна што ме натера. Доброволен во војска. Ние не сме од тоа време, извини што те прекинав, продолжи. Значи, јас бев дипломец. Не дипломец, стипендист бев на турскиот театар, што значи дека кога дипломирав, веднаш првиот ден утредента отидов во турскиот театар и се вработев. Така, кажи ми, што те натера да излезеш од турскиот театар и да дојдеш да мислам сега да не отвараме некои проблеми, ако се туку дали ти беше интересен потегот што дојде да се отвори театар комедија, да направиш трансфер? Да, тоа ми беше животна желба, мој животен сон. Секогаш кога работев и во турскиот театар, и вон матичната сцена, некои алтернативни театарски групи, самостојни проекти, дури и од трагичните ликови се обидов да вметнам комични елементи. Имав проблеми со режисерите, затоа што тоа беа, да речеме, драмски или Така, трагични представи со такви ликови, и се бунеа режисерите. Тоа е трагичен лик, немој за ти мене. Ти доаѓаш, Ердо, од семејство на актери, како што претходно кажав. Ти си актер и твојот син е актер. Така Како е. е тоа да си од едно семејство така да продолжува лозата на актерството? Што те натера пред се да се запишеш ти на глума, се разбира? Мислам дека немал голем избор. Да, апсолутно да. Па видите, кога ќе се родите, не сте свесни за себе, меѓутоа го чувствувате она што се случува околу вас, енергијата, чувствувате. Моите родители и двајцата беа актери, покојниот ми татко и покојната ми мајка Джемаил Максут и Сузана Максут, тие беа актери во турскиот театар. Значи, примајќи таа енергија, всушност јас од првото сознание за мене бев присутен во театарот. Има една многу интересна случка, сега ќе ви ја кажам, на моја некоја си, не знам, 3-4 годишна возраст, немале каде да ме остават, ме земале заедно со нив на представа, не на проба. И сега татко ми нешто почнал да глуми на сцената, лево, десно, глуме, а јас
пред просцениумот сум излегол таму, ми се одело во Але, во тоалет, нели, по мала нужда. И вика, тато, на турски нормално. Тато, ми се мочка. Татко ми бега на друга страна, мора да го промени мизансценот заради јас трчам по него. Така едни добри 5 минути додека не дојде оној редор да ме фате вака со двераца, да ми изнесе надвор и право во Алето. Во Алето. Значи ова се случува за време на представа, да. Ова е многу интересно. Ќе се вратиме во студиото, само што мораме да пуштиме реклами од режија ми јавуваат. Се враќаме за Ако мора брзо. да пуштиме, ќе одиме да ги Ако пуштиме. пуштите. Вы слушаете комического мегахерца. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Хот и Хот. Куќи на модерното време. Нискоенергетски куќи изработени од природни, еколошки и висококвалитетни материјали со најдобра топлотна и звучна изолација. Еколошки здрави за живеење со мали трошоци за затоплување и ладење. Изградба за 30 до 60 дена, по цена двојно поевтина од било кој систем на градба. Ваше е само да обезбедите плац, да поставите фундамент и довод и одвод до фундаментот. Се друго е наша обврска. Систем клуч на рака. Купи куќа. Купи во Хот и Хот. Улица Момин Поток безброј, Скопје. Телефон 23097 141. Радио Слободна Македонија. Аканакио слушинеа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Како што ви рекол колега, тоест не колегата Рамбо, од за секој има по една, вие слушате комически мегахерц. Слободна Македонија. Ете така, значи се враќаме во емисијата со нашиот гостин, джентлменот меѓу актерите Ердоган Максут. Ердо, кажи ми, ти играше во првата представа, Ах, љубов моја? Да. Значи вака, дај да позборуваме од кога дојде во театар комедија. На што налета, нели? Одеднаш нова средина, дојдовме ние млади, така, збунети малце, не знаевме како ти делува младите, како дали те респектираат, дали се понашаат со тебе малце по-недобро, добро, раскажи ни каква е атмосферата во театарот? По-недобро, добро. Најпонедобро. Значи вака, како што реков, тоа беше мој животен сон да променам средина. Од секогаш сум сакал да променам средина. Значи мојот животен став е не биди на едно место многу долго. Па што не замина во Прилеп, пример? Во Прилеп не ме примија. А не те примија, да. Не сум немал таков ген. Така. Не сум јадел банани и така натака. Добро, да, тоа си има. Си влечи, да. Значи, вака сега. А инаку мојот дедо по мајка има некое прилепско потекло. Сите имаат прилепски потекла, мислам тоа да не. Ако не беше Прилеп, не беше да видам Македонија. Точно. Точно. Така, да испофалите го Прилеп, нема проблем. Скопје! Значи, мојот животен сон на крајот на краиштата почна да се остварува со првата информација кога ја добив дека ќе се воспоставува, ќе се постави еден нов театар. Така. И тоа, вау, комедија. Право во срцето. Бап. Кажи ми, со Коле Ангеловски работевте представата Така. Ах, љубов моја. Таа уште се игра, мислам дека има 60 изведби до сега, 60 и нешто. Ако не се лажам. Не сум по броењето, никогаш не сум броел. Да, околу 60 Јас сум по енергијата. По енергијата. Енергичниот Ердоган Максут. Кажи ми, тамо играш улогата на Ѓорче преводилац. така, ти си преведувач на Така. на генералот Курчубич. Да, Курчубич. И кажи ми Курчубич. како беше соработката со Коле? Што се случуваше, процесот како беше интересно? Фантастичен процес беше, затоа што Коли има одличен пристап кон актерите и воопшто кон комедијата. Така да немаше никаков проблем, ниту што се однесува до помладите актери кои, како што рече ти, дојдоа збунети. Hello! Добар ден! Наш колега не гледа од прозорот. Здраво, колега! Значи, намерно е пуштен човекот. Истиот човек има емисија тука во ова радио, намерно е дојден да ја бойкотира Така е, нашата да нова бойкотира нашата емисија. Поздрав до... Да.
Поздрав Значи, до господинот Роберт Да продолжам Велјановски. ако може. Да, Доста се поздравите и да. честитките. Повели, Не е Ердо. ова емисија за поздрави и честитки. Така е, и емисија и за поздрави и честитки, значи. Океј, супер, уште подобро. Ајде да го поздравиме Ердо кој што е во студиото. И јас ве поздравувам. И И Атанас продолжи. го поздравуваме. Значи за Коле? Значи, Коле беше тоа една Кој Коле? А кој Коле, да, тоа ќе прашувам. Ангеловски Коле. А, Коле Ангеловски, Значи, режисерот добро. на првата представа, значи историската прва представа на театар комедија со која започна да работи театар комедија Ах, љубов моја, во режија на Коле Ангеловски и актерскиот ансамбл со младите почитувани актери кои тука околу мене се врзмаат секое време. И што е многу битно. Мојата желба се оствари, да променам средина како прво и основа. Второ, да влезам во театар кој работи исклучиво комедии, да работам со млади луѓе. Од секогаш сум сакал да работам со млади луѓе затоа што сум малку како вампир и ми ја земам младалашката енергија да станам и јас помлад, ме разбираш. Не се плашите, девојчиња, Ердо, не цица толку страшно. Добре, добре. Значи цица, ама не толку страшно, да Цица, знаете. Си цица тој да се. Добро, продолжуваме. Како беше, значи ти Ердо учествуваше во создавањето на историјата на еден нов театар кој што се создаде во Македонија пред скоро 4 години. Представата се уште игра, значи една од наиграните представи во театарот комедија и салата е секогаш полна. Како е тоа чувство да се игра секогаш пред полна сала? Кратко и едноставно, како секоја представа да е премиера. Апсолутно, ете така, Да, тоа е. енергијата е на ниво. Исто играше и во втората представа режијата на Владлен Александров, а представата си за секој има За по едно секој што има по игравме. едно. Синоќа таму имаше една според мене поинтересна улога. Да, и според мене исто си ми така. шеф го играш Живко Демек да речеме. Речем. Дебек да речеме Живко. Демек да А, речеме да, Живко, жи. ете така добро ме поправи. Кажи ми како се снајдет со тоа ткањето, гледаш ли на YouTube некои финти нешто или како правиш, како го изгради тој Јас сум од карактер? постарата генерација. Немаме Тоа што сите дтка. Не, во однос на YouTube. Ние не знаевме што е YouTube. Јас како млад, кога бев средношколец или кога завршував средна школа, купувавме од оние винилски плочи со една дупка на средина. За секого има по една, нели? Аха. Ја стававме, слушавме музика, нели омелените музики и бидејќи тие албумите си имаа своји фотографии поставено и си велев секогаш како е тоа чувство еден ден да пуштиш плоча, не знаев за CD, не знаев за YouTube, такви работи, да пуштиш плочата, да слушаш музиката и да можеш да видиш сликата од нивниот концерт, од нивниот настап. Ама еве денес тоа го доживуваме со тој YouTube. Така, Меѓутоа, јас немам толку честа навика да одам на YouTube, така да ништо не сум истражувал на YouTube, признавам. Моја Така. грешка можеби, меѓутоа имам внатрешен YouTube кај што пребарувам Што те по моите јутубира. да, што ме јутубира, кај што пребарувам по моите запомнати, видени некои чувства, некои случувања околу мене. Мене ме учеа додека бев на факултет за драмски уметности дека ние актерите треба да гледаме многу на сите страни, да забележуваме и да складираме во нашата подсвест за еден ден да можеме тоа да го излечеме. Така, ќе научиш оно колку што можеш да украдеш, така Затоа велеше тие мојот луѓе што професор. се шетаат око корени се актери затоа што мораат се да видат цело и време се да видат. слушна. Така е, така е. Режија ќе причекаме малку за реклами, ве молам, се на сред муавет сме. Ви благодарам. А Ердо рече за музика си слушал како млад многу она омилената. Која ти е омилена музика? Што си сакал да слушаш? Па слушав повеќе нешта, малку и различни, Pink Floyd, Jethro Tull, Whitesnake и... Да не беше на концертот на Whitesnake? Не. Не беше? Ама И- кога сме кај концертите вечерва можеме да одиме сите, некои ќе одиме нормално на концерт кај Тамара Тодевска, Тодевска. во сала да. Борис Трајковски. Нашата дива. Ако ги немате вашите билети, купете си ги и уживајте одете. вечерва со Тамара Тодевска. Поздрав. Апсолутно да. Ќе одиме со краток блок на реклами, се враќаме во студиото, останете со нас. Така. Се вративме во студиото, драги Светната вас, селичката. Поздрав до сите пензионирани таксисти, сегашни и до сите камионџи. кои што седат дома во моментов, да ги поздравиме. Да. Значи едно прашање до нашите слушатели, нека се јават на бројот што ќе излезе на следните екрани да одговорат. Како се вика жена која што секогаш знае каде е нејзиниот маж? Вдовица. Добро. Темниот Жарко во темниот ден, 27 ноември, денот кога е роден еден од најголемите гитаристи, Џими Хендрикс. Едно еврејче прашува друго. Што ти продадоа твоите за нова година?
Добро. И да се надоврзиме за сите реклами кои што ни ги пуштаат од речија. Зоки, зошто во диктатот имаш толку празни места? Простор за реклами, госпожа. Advertising. Еден другар прашува друг другар, што и купи на жена ти за 8 март? Вика 100 евра иземав. И уште ова е врло интересантно за првиот човек и првата жена. Што рекол Адам кога ја добил првата ерекција? Ево, пази се, не знам ова чудово колку ќе расте. Се враќаме во назад во студиото, драги Со слушатели. господинот Ердоан Максут. Ердо те гуглав и гледам дека си играл во доста филмови. Мораме да кажеме некои од нив. Тие се Андер, тоа е филм На Горан Тренчевски. Така. Тоа е, значи, тематиката беше со археолошките ископувања, дивите локалитети, како што знаеме дека тоа постои, нели? И шверц на истите. Така, што играшите таму во филмот? Играв една интересна личност, бодигард со бугарски акцент. Тоа кога беше млад и висок. И да. Значи, Што сме денес кој ден? Ноември, 27. Петок? Петок. Па затоа денеска не сум висок. Да, така е. Играш и во Прашина, играш во Сенки, значи соработуваш со Милчо Манчевски. Така е. Така. Значи ти си му еден од омилените глумци на Милчо Манчевски, можеме тоа да го констатираме? Не можеме. Не можеме. Не добро. можеме да го констатираме. Но се пак сакавме. Поздрав до сите слушатели што не слушаат во Бифиња. Да, во Бифиња и сите што не слушаат во коли, сите што не слушаат пред своите мали компјутерски екранчиња и пред своите транзистори и радија. Така е, транзистори. Транзистори, да, врло интересантно. Сакаш да го прашаш нешто нашиот гостин? Па, Ердо, Повели. значи твојот син исто така е дипломиран актер. Така, да. За сите кои што не знаат, синот на Ердо се вика Теоман Максут или попознат како Тео. Ние завршивме на ист факултет, факултетот за драмски уметности, ама овој приватниот, ЕСРА. Така. Што прави Тео? Како е Тео? Да го поздравиме Тео. Ева го поздравам. Здраво, сине, чао. Здраво, ој, сине, не сине. Здраво, Тео, и чао и од мене. Ердо, интересно е тоа што ти си роден на 24 мај, така? Точно така. Ете да, на Кирил и Методи, нели? Да, па зошто? види, и тука е она квака што се вика. Значи сум се родил јас на 24 мај, а знаеме дека 24 мај е празник на Свети Кирил и Методи. И сега Точно. моите збунка. Како да го викаме детето? Кирил или Методи? Врти се учи, па на средина, ајде Ердо. Ги има сите букви од двете имења. Па да. Чочуклар Ердоган. Чучуклар, Ердоган, Максут, Бујук Така. Дуњакарше и Давранш Арахам. Свети Ердоган. Епа, да, тоа да би било Свети Ердоган, Гаси Ердоган. Гас, Не Гаси Свети Ердоган. Кој ти е омилен град во Македонија? Скопје се разбира. Да, престолнината. Второ омилен, Битола или Прилеп? Прилеп се разбира. Кога веќе мора да бира, нека биде Прилеп. Ајде. Значи да ги поздравиме сите прилепчани кои што не слушаат на 89,9. Тоа е точна бројка. Тоа е точна, ја Ердо, кажи ми, запамтив. во моментов спремате што? Во Во моментот театарот. спремаме во театар комедија, спремаме нов текст на господинот Венко Андоновски, се вика Господарот на кукавицата. Така, ти имаш таму интересен лик, играш. Да откриваме или не? Не, Да го покриваме. Само да го покриеме, само да кажеме дека е многу интересен лик и да сочуваме малку за 10-11. Да, добро, нема. Интересно е тоа, значи ова само ќе го нафрдиме како информација дека за представата Хлибов моја што зборувавме, има протече некаква информација дека ќе се снима филм на истата тема. Дали е тоа вистина или не? Дали вие нешто знаете, Ердо, или не? Слушкам нешто лево десно се шушка, се зборува. Значи така се зборува дека Коле ќе го снима филмот со истите актери и се ќе биде исто. Се надеваме. И Добро, тоа би да било се најдобро надеваме, така. да, ајде, здравје Боже, ќе го видиме и тоа, значи спремајте се народе, ќе има навалана комедија. Така, јас би ви порачал во ова врнежливо време вечерва да одите да си купите билети за представата име La Prenom, автори Александар Делапатиери, Метју Делапорт, и се надам дека ќе уживате вечерва и ќе пробаме да ве разведриме малце бидејќи ова како тргнало, не се знае како ќе заврши. Така, исто така за вечер може да си купите и билети за концертот на Тамара и сите велешани можат да си купат карта за представата Крал Иби која што ќе игра вечерва во режија на Андреј Цветановски. А ти вечерва играш таму во Велес? Да, вечерва играм јас таму во Велес, кој е во можност нека повели, нека дојде и нека Ама не Жарко, гледа. ти почна да спремаш сега и представа уште една во Велес. Да, На што се должи тоа? Дали се спремаш за трансфер? не се спремам за трансфер, тоа ќе пробам да го некако замачкам во трач рубриката, а инаку јас не се спремам за трансфер, просто најверојатно се задоволни од мојот смисол за хумор, подам таму со мојот смисол за хумор и со
мојата ведрина што ја носам Сензибилитет. од театар комедија, да го насмеам и развеселам велешки од театар. Значи поздрав до сите театри, ќе ви го даваме Жарко на користење, но да го враќате жив и здрав. Така е. Ердо, омилена представа од сите овие во комедија во кои што играш досега. Или од што си ги гледал, омилена представа од комедија. Вие не сте родители и не знаете какво е чувството да имате повеќе деца па да кажете кое дете ви е најмило. Така исто и представите, тоа се мои чеда, моите улоги во сите тие представи се мои чеда, така да тешко можам да одвојам некој, ама кога веќе морам, за секој има по една дефинитивно, со улогата на Живко, шефот на капелата. Така е. А од представите во кои што не играш, која ти е вака по што си ги гледал од нашиот театар? Од нашиот театар, од театар комедија, секако Име. Име. Дефинитивно. Добро, добро. Добро, благодариме За вкусови се работи, се така е, разбира, така е. Што ви рекол колегата Жарко Димовски, представата вечерва ќе игра во салата на театар комедија. На театар комедија, кој сака да оди да ја гледа, кој не ја гледал, мора да ја гледа ако воопшто има билети се уште, затоа што не верувам дека има останато билети. А ако нема во комедија, ќе си отидете во Драмскиот театар. Поздрав директоре, таму сигурно има карти секогаш. А со точак може ли да се А со дојде? точак, да, тоа е интересна акција, со точак ќе си добиете бесплатно. Добро, ова е. А се извинувам, тие што емисија нема за точак комедија. може ли со тротинет? Не правиме реклами за... Да, не правиме реклами за другите театри, јас се извинувам длабоко. Ердо, што бев дали ти би приморан. гостувал во друг театар? Да, секако. Не дека сакаме да ти избркаме, не е дека си повозрасен. Па и да сакате, па шо сега? Па добро, да. Да, ти така сакаш да промениш средината, самиот си кажа. Да, секогаш, значи доволно е 3-4 години тука, па сега одиме на друго место. Добро, сега ќе одиме со краток джингл, драги слушатели, и се враќаме со рубриката во светот на бајките. Може. Светот на бајките, читај. Грицкам ногти. Во ноктите што се крие и кој со нив битка бие, до каква состојба дојде Тања, ќе откриеме сега ние. Ако Тања тато ја збуни, со прашање кога одговор дава грицкајки ногти во полесна состојба, се става. Кога мама силно вика, објаснува што нешто значи. Тања тогаш се ежи, со главата клима и го грицка ноктот што го има. Несигурна е Тања, кога и се подсмева Сања. И напомош ноктите ги бара, пуста навика стара. Секогаш на Тања полесно ие, кога ноктот на прстот веќе не е. Кога Па работите на римата стигнат. Кога Тања со глава там клима, тогаш само доверба јака има, не грицка ногти, се бори сама, а потоа ќе се пофали на мама. Тања можеби само потреба има од неколку витамини, бидејќи обично кога ќе згусти, трпат ноктите пусти. О, лекарите тоа добро го знаат, затоа велат вака. Витамини секој да пие за да може мирно да спие. А вистинскиот родител мора да знае да биде водител. Ова за нас. А вистинскиот родител мора да знае да биде водител. Здрав оброк секогаш да нуди, за проблемот на детето да не му суди. Добро, продолжуваме понатаму и важно е да се знае, макар и најмала да е, каде причината лежи, на секого му тежи. Но за одвикнување од таа мака детето внимание сака. Од мама помош бара да ја отстрани навиката стара. Всушност, под ноктите бактериите од ѓубрето се хранат, па од здрави децата болни можат да станат. Тоа беше тоа. А сега Ердо те замолуваме да го прочиташ ова последното. Значи ова е пораката од ФУЕР, драги мои, за решение на проблемот. Исто така, многу е битно проблемот да се реши итно. така. Не со сила, туку со разговор и со разумен договор. Апсолутно, така, тоа е тоа. Ердо, кажи ми, дали читаш бајки, дали како дете си читал бајки, дали сакаш да читаш бајки? О, да, секогаш сум сакал да читам бајки, односно како мал дел, се уште се сеќам кога оде во градинка. Значи, толку многу сакав да раскажувам бајки што учителката се потруди да ми направи некој систем во вид на, да
да речеме телевизор, една кутија така со отворена. Чекај, тогаш беа измислени телевизорите или твојата учителка ги измисли? Не, беа измислени телевизорите. Значи некое платно го нацрта таму со ликовите што ги кажував, нели, приказки и го вртев тоа платно и се појавуваше во празниот простор на таа коцка во вид на телевизор или мал екран, што ви рекле, и јас кажував приказки. Денеска се сеќавам на тие приказки што ги кажував на таков начин. Вау! Сега знаеш ќе биде интересно. Ајде раскажи ни. Да провериме дали ги знаеш. Кажи ми, тоа е слично како Карагьос театар. Па сега Карагьос е многу специфичен театар, тој е театар на сенки со, значи, оние изрежени ликови од темата на Карагьос и Хаџеват, кој ги управува актер позади и прави разни звуци, говори текст, пее, разни ефекти прави. Имаш ли Точен одговор добивте, 5 поени, господине Ердо. И сите пари одат кај Ердоган Максул. Кажи ми како мал ти правеа таков театар или имаш правено ти Карагьос театар, театар на сенки? Театар на сенки немам правено, за жал. Не знам зашто, веројатно не било вистинското време. Може би ти си Бетмен па се криеш во сенките? Може би. Разговараат двајца каубојци. И едниот му вели, јас ја имам најбрзата рака на целиот див запад. И му се врти му вика, извини брат, че јас предпочитам жени. А дроби ги! Ердо, дали би сакал да бидеш каубојец или индијанец? Вау. Секако индијанец. Дали би сакал да бидеш каубојец со најбрзата рака или индијанец со најголемата стрела? Индијанец со најголемата стрела. Вау. Добро е. Полека се откриваме. А дождот се засилува, вие ако имате некој што го сакате блиску до вас, можете слободно да го гушнете и да го баците и да му кажете дека го сакате. И мене Да, ќе ми биде полесно кога ќе знам дека вие сите се сакате. Инаку анкетите кои што со Атанас ги спроведувавме минатата недела во Скопје, тоест на плоштадот Македонија, говорат дека на вакво време повеќе гушкање ослободува повеќе ендрофин, кој што е хормон за среќа, валјда, и тоа им помага на луѓето да се чувствуваат посреќени. Значи, или гушкајте се со своите најмили, со своите најблиски, поздрав до сите дами кои што поминуваат. Поздрав до сите дами. Студиото. Значи, или гушкајте се со своите најмили за да ги расположите овакво време, или посетете го театар комедија кој што ќе ве расположи, затоа што тоа ни е работа. Доколку се јавите на билетара, не морате да купите карта. Билетарот е задолжен да ви каже еден виц и да ве насмее. Пробајте. Така и ќе видите. Жаркова беше доказ дека убавите дами шетаат и на врнежливо време со чадори, така да сите убави дами можете да излезете да пршете да го разубавите малце Скопје. Кој си носи чадорче не наврнува, а кој станува рано наутро, тој живее далеку од работното место, најверојатно. И цел ден зева. Така е. Цел ден зева. Сева. Северина, се омажи Северина, така е, да и честитаме. Северина правеше свадба. Значи, не само ли да го кажеме во емисија, еве ние го кажуваме затоа што сме верни фанови на нејзините филмови. Добро. Ердо, дали ги имаш гледано ти филмовите на Северина што ги има снимано во главна улога? Не. Добро. Не верувам во ова, но добро, ајде нека остане така. Ја не верувам, ама така е. Тие се квалитетно одглумени филмови. Што би рекол мојот колега Атанас, значи ова често знае да го каже, јас не сум тажен другарче, туку сум само трезен. Така е, Атанас да го каже. Ме збунивте сега. Многу би било интересно Северина да не биде гостинка. Како го градевте ликот? Па, не можев да го изградам како што треба, затоа што многу се клатеше бродот. Не можев да застанам на моите нозе, затоа морав да бидам на сите 4. Така, дали продолжуваме со ова или да се приклучиме на трач рубриката, ако може да иде джингл? Па да, може джингл, одиме со трач рубрика и се враќаме во студиото, драги слушатели. Леле, трач рубрика? Трач рубрика. Добре, дојдовте вие во трач рубрика. Ердо, кажи ни дали знаеш некои трачови за некои актери, актерки кај нас од театарот, нешто да си чул, нешто да си начул, некој интересен трач за Крсто Јовановски, твојот колега некој трач. Значи, уживај овој дел од емисијата, не оди во живо, не снимаат, значи слободно можеш да кажеш. Значи, сега, не сум обожавател на трачови. Сите го кажуваат истото, не сме обожаватели на трачови, ама ги знаеме многу, сме. Се криеме. Така. Ама е нешто да ви кажам. Еден трач што слушнав, седи Меркел, Путин донезе, сака да ја обвитка со некој ќебе и Меркел вика: "Владче, многу е ладно." А Владимир вика: "Ќе биде уште поладно кога ќе скратам плинот."
Ова емисија за театар, ваквите смешки ќе бидат наградени со смеа од Жарко. Јас ќе се Така одржам независен. Така. Значи актерот Илија Илиовски разбрав дека си отстранил две ребра, значи едно од лево, едно од десно, за да изгледа потенок и повиток во половината, за да може повеќе да се наведнува, да се витка. Зошто тоа не знаеме, ќе видиме. Тоа е. А дали слушавте дека нашиот колега, највозрастниот, ја направил косата, ја променил бојата на косата во црно, од бело во црно. Колку што има коса толку. Мики Рурк исто е наш колега, завршил во инвалидска количка. Значи жално е за Мики Рурк, затоа јас нешто од Сабајлево бев така индиспониран, мислев дека е од времето. Еве некој трач, Кристијан Голубовик бил исфрлен од некоја емисија. Така е. Добро. Северина се сели во својот нов семеен дом во Белград. Па не! Се поблиску и поблиску. Се поблиску и поблиску до Значи нашето Скопје. ветуваме во 10-та сезона од Комичен Мегахерц, тоа ќе биде за 9 години или 8 од сега, така да имаме време, ќе биде Така е. гостинка Северина. Вучковиќ звана Севе. Липа наша, бичеш ти наша у овом студију. Само Добро да е. преведеме тоа што Опа. каже Жарко, убава наша, ќе бидеш еден ден во ова наше студио за тие што Ќе бидеш наша во ова наше студио. Да. Затоа што нема кај да бегаш тука на излогот, ќе те прикажеме на народот да те гледа. Добро, Ердо, Повели. братче моје, другар мој, колега мој, ти благодариме што ни беше гостин во емисијата. Јас ви благодарам што ме поканивте. Ти благодариме и ние тебе, значи кога можеш следен пат ќе ни дојдеш повторно, затоа што гледаш колку е нашата емисија убава, весела, насмејана. Се надевам дека сега имаш проба, така? Имаш проба и на проба ќе отидеш многу весел и многу среќен и ќе ја разведриш таму комедија со нашиот комичен Мегахерц, ведрината на комичниот Мегахерц. Значи во комедија се работи на големо, се спрема премиерата на Господар на кукавицата во режија на Андреј Цветановски, текст Венко Андоновски. Премиерата ќе биде 9 декември, значи многу Или наскоро. 11 декември ќе бидете известени. Или 11, да, ќе бидете известени, драги слушатели. Значи, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Жарко Димовски и Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 27 ноември 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. Драги слушатели, останете така, бидете така, слушате македонска музика и за контраиндикациите на лекот не ви кажуваме ништо денеска. Голем поздрав! Гушнете ги тие што ги сакате. Комичен Мегахерц.